Здраво сите, доброволите во четвртата епизода на Юскейт. Денес имаме специфичен случај затоа што се работи за кражба. Денес ќе го работуваме случајот на грабежот во музеот Гарднер. Така ова ќе биде многу интересна тема и мислам дека можеме веднаш да влеземе во случајот. Изграден во 1901 година, музеот Гарднер содржи над 15.000 уметнички дела собрани од покојната Изабела Стюарт Гарднер. На 18 март 1990 година, музеот стана жртва на историска кражба. Иако беа украдени само 13 уметнички дела, вкупната вредност е над 500 милиони долари. Иронично, во времето на грабежот, музеот го ажурираше нивниот застарен безбедносен систем. Ноќта на грабежот, двајца неискусни чувари беа на должност. Еден чувар по име Ричард Абат, кој бил избркан од музичко училиште и член на рок бенд. Тој беше рок изведувач преку ден, а ноќе чувар во музеот. Како што самиот кажал, тој понекогаш се појавува на работа пијан или дрогиран по настап. Цитирам: "Само што ќе излезе во сцената, одев негде да пијан пред да се вратам на најиздодената работа на светот." Сепак, Абат инсистира дека бил трезен ноќта на грабежот. Околу 12:54 часот, половина час пред крадците успешно да влезат во зградата, се огласи аларм за пожар на третиот кат од музеот. Кога се испитувало, немало пожар. Дали е ова дел од шемата на крците не е познато. Во 1:24 часот по полноќ, двајца мажи облечени како полицајци навлегува во безбедносното биро, каде што беше сместен Абат. Мажите изјавија дека реагираат на повик за нарушување. Имаше забава низ улица затоа што беше Свети Патрик, така што вознемирачкиот повик имаше смисла за Абат. Исто така, Абат додаде дека сака да избегне апсење затоа што имал билети за концертот на Grateful Dead подасно истиот ден. Абат ги внесле двајцата полицајци низ ходникот за влез, кршејќи го музејскиот протокол. Тогаш еден од полицајците му рече на Абат: "Изгледаш познато, мислам дека имаме потерница за тебе. Излези овде и покажи ни идентификација." На овој начин Абат бил измамен да го напушти своето контролно биро, кое го има единственото копче што веднаш ќе алармира полицијата. Потоа му било кажано да се сврти кон зидот и да ги рашири нозете. Абат се сеќава дека додека бил врзан со лисици на рацете, му текнало дека ова можеби не е грабеж. Во тоа време пристигна вториот чувар, кој исто така беше уапсен. Вториот чувар праша зашто е уапсен, а мажите одговорија: "Не те опсуваме, ова е грабеж. Не ни прави никакви проблеми, нема да те повредиме." Чуварот одговорил: "Не грижи се, не ме плаќа доволно за да сакам да бидам повреден." Главите, рацете и нозете на чуварите беа врзани со селотејп. Детекторите за движење во музеот покажаа дека разбойниците потоа отишле на вториот кат и се разделиле, отстранувајќи разни уметнички дела од зидовите. За време на грабежот се вклучил аларм, со кој требаше да се предупреди чуварот дека некој се приближил премногу до уметничкото дело. Крадците го нашле алармот и го скршиле. Во 2:28 часот разбойниците се вратиле на шаторот за безбедност. Тие направија втора проверка на чуварите во подрумот. По 13 минути тие се подготвија за бегање, носејќи уметноста до нивното возило во две одделни патувања. Имаше сведоци кои се сеќаа дека ги виделе крадците во близина на музеот качувајќи се во црвен хеџбек. Од украдените 13 предмети, забележителни парчиња биле 3 Рембрантови и бизарно позватени симови орели од знаме на Наполеон надвор од просторијата за таписерии. Тие се обидоа да го земат четвртиот Рембрант, но очигледно беше премногу тешко да се отстрани. Прескокнувајќи околу 4 часа подоцна, некаде меѓу 6:45 и 8:16 часот, работниците од утринската смена се појавија на работа, не можејќи да влезат во музеот, што го натера заменик директорот за безбедност да повика полиција. Во 8:30 часот се појавила полиција и ги открила двајцата ноќни обезбедувачи со лисици на рацете во подрумот. И покрај тоа што носеа ракавици што спречуваа оставање од отпечатоци, крадците не ги покрива лицата, што им овозможи на чуварите подобро да ги погледнат. Меѓутоа, чуварот Абат не можеше да се сети како изгледа мажите на прашањето од бостонската полиција. Абат се сеќава дека неговата полициска скица, цитирам, беше ужасна. Иако во 2005 година Абат спомена, цитирам: "Еден од нив личеше на полковникот Клинк во Хуановите херои. Тоа е се што можам да се сетам." Некои се прашуваат зошто крадците оставиле за себе парчиња кои очигледно вределе повеќе, како Микеланџело и Тицијан, и зошто потрошиле толку време обидувајќи се да земат таков нејасен предмет како филијаниот орел. Интересен развој се случи во април 1994 година, кога музеот добија анонимно писмо во кое се тврди дека се знае вокацијата на уметноста. Се чинеше дека авторот има големо знаење за украдените парчиња и за уметничкиот свет воопшто.
Анонимниот навел дека причините се безбедни во контролна средина, но музеот мора да действува брзо бидејќи купувачот во друга земја кој не знал дека причините се украдени може да ги купи и да побара легална собственост. Писателот побара $2.6 милиони за улеснување на враќањето на уметноста. Музеот се согласи. Музеот потоа доби второ писмо. Авторот беше задоволен што беа заинтересирани да преговарат, но беше обесхрабрен од интервенцијата на локалната правна држава и федералните власти. Авторот на писмото отворено се прашуваше дали се обидуваат да ги фатат сторителите. Авторот исто така додаде дека дури и ако не видат начин да успеат со преговорите, тие ќе им покажат траги за тоа каде се наоѓа уметноста. Од тогаш ќе никош не слушнале од мистериозниот автор на писмото. Сега е време да влеземе во потенцијалните теории за тоа кој бил крајецот во музеот Гарднер. Првата теорија е дека крајецот по име Бран Макдевид бил одговорен за злосторството. Макдевид извршил сличен грабеж на уметност во 80-ти години, кога киднапирал камион на FedEx и го претепал возачот на истиот камион. Облечен во униформа и носејќи селотейп, Макдевид планираше да најде вработени во музеот во колекцијата Хайт во Гленс Фолс, Њујорк, и да исече слики од нивните рамки. Урневесно, Макдевид и неговите соучесници заглави во сообраќајот и пристигнаа по затворањето на музеот, со што си ги расипа плановите. Макдевид отслужи неколку месеци затвор за обид за грабеж. Макдевид исто така живеел околу 10 минути пешачење од музеот Гарднер во времето на кражбата. Тој беше испрашуван од FBI во 1992 година, а подоцна и пред големата порота. Неговиот адвокат изјави за новинарите дека неговиот клиент не знае ништо за злосторството. Втората теорија е дека грабежот беше внатрешна работа. Ова ќе објасни како крадците знаеле каде се наоѓа единственото копче за аларм, како и нивното знаење дека уметничкото дело нема уреди за заштита од кражба. FBI тврди дека чуварот Ричард Абат не е исклучен косовничар. Сомневањето оди подалеку од тоа што Абат бил сиромашен во својата работа, како што беше споменато претходно, Абат не можеше да се сети на лицата на разбойниците набрзо по кражбата. Исто така, и покрај тоа што краците немаа уништија опремата за сензорите за движење чудно не ги снимија краците на првиот кат, каде што беше украдено парче. Но истата опрема го снимила Абат во таа соба пред да пристигнат краците. Абат исто така го прекрши безбедносниот протокол со тоа што му дозволи влез на маскираниот полицаец. Музејските протоколи забранува да се дозволи неовластен персонал, дури и тоа да е полицијата. Абат наведува дека не бил свесен за овие протоколи, но ова не е прв пат Абат да го прекрши протоколот. На новогодишните забави во музеот, Абат се прикраде со некои пријатели, што да се биде фер изгледа прилично безопасно, но тоа не важи за неговиот ред прекршен на протоколот. Видеото објавено пред 2 години покажа како Абат пушта неовластен посетител ноќта пред кражбата. Службениците за спроведување на законот веруваат дека ова лице можеби е скиднирало областа за подоснежен грабеж. Абат вели дека не се сеќава на овој посетител и покрај тоа што бил фатен на снимка. Како и да е, во 2015 година Абат во интервју изјави дека е се уште луд поради таа ноќ. Третата теорија доаѓа од холандскиот приватен истражувач Артур Брент, експерт за меѓународни уметнички злосторства. Во неговите импресивни напори да ја поврати украдената уметност, Брент се представува како нафтен милионер од Тексас, представен за шеици и принцови, како и обичен криминалец. Во еден случај, тој преговараше со криминални банди за враќање на уметничките дела од $25 милиони. Во 1991 година, околу една година по кражбата, Артур Брент доби слики од украдените уметнички дела во складиште некаде во Холандија. Во 2010 година, Брент слушна дека парчината ги поседува припадник на Ирската републиканска армија. Како работеше на случајот со FBI околу 12 години, Брент теоретизира дека парчината првично биле украдени од мали крадци кои ги продале парчината на членови на американската банда, кои тогаш, веројатно, кон средината на 1990-тите, ги испратиле парчината до Ирска, до некои од највисоките команди на Ирската републиканска армија. Брент проценува дека може да ги врати парчината за неколку месеци, нема да каже детали, но верува дека истрагата и новите траги, цитирам, го забрзуваат случајот. Потпорукот на FBI, Кристен Сетера, изјави, цитирам, FBI верува со голема доверба дека ги идентификувавме одговорните за кражбата, иако се уште не знаеме каде се наоѓа уметноста во моментот. Така, значи, го завршуваме овој, можеме да кажеме, сензационален случај, се работеше за кражбата во музеот Гарднер. Мислам дека
ми се допадна и теориите, самиот случај, на искрено многу ми се допадна и можеме да почнеме со објаснување на можни теории со тоа кој го ограбил музеот Гарднер. Првата теорија беше нели дека музеот Гарднер го ограбил Брайан Мектевит. Тој бил поранешен кралец. Во 80-тите тој украл цел камион на FedEx. Исто така тој живел на 10 минути пешачење до музеот Гарднер, што му дава нели лесна релација од музеот до неговиот дом, така да тој би можел тоа како да биде човекот одговорен за кражбата во музеот Гарднер. Втората теорија беше дека овој случај бил inside job, односно внатрешна работа. Се претпоставува дека нели Ричард Абат им помогнал на крадците за да се случи овој грабеж. Тоа би го објаснило нели како крадците го знаеле копчето за аларм за да дојдат полицајците и како тие знаеле дека целата уметност со сликите немала никакви протекциони уреди за антикражба. Сепак Абат после неколку години рекол дека тој нема врска со случајот, дека многу му било жал што се случила таа кражба и дека се уште бил изнервиран за таа вечер. Инаку Абат, нели, кога се запознавме, тој бил многу лабав човек, така бил, нели, се надам дека го запознавте во овој презентација, дека Абат бил многу интересен човек. Тој бил, можеме да речем, многу лабав во врска со случајот таа ден и ја мислам дека и така тој би можел да ги пушти краците и затоа да добие пари. Третата теорија ни доаѓа од холандски приватен истражувач по име Артур Брент. Тој бил, нели, експерт за меѓународни уметнички злосторства. Во неговите напори за да се справи со украдената уметност, тој се представил како нафтен милионер од Тексас. Во еден случај тој преговарал со криминални банди за враќање на уметнички дела $25 милиони. Во 1991 година, една година после кражбата во музеот Гарднер, Артур Брент добил слики од уметнички дела во складиште некаде во Холандија. Во 2010 година тој слушнал дека парчината ги поседел припадник на Ирската републиканска армија. Тој околу 12 години работел на случајот во FBI и тој теоретизира дека парчињата биле украдени од мали краци кои потоа ги продале на членови на американската банда, кои тие потоа ги продале во Ирска до највисоките команди на Ирската републиканска армија. Тој верува дека ќе ги врати парчињата на украдена уметност од музеот Гарднер. Со други зборови, под пороката на FBI, Кристен Сетерева изјавила дека FBI верува со голема доверба дека ги идентификувале одговорните за кражбата, иако се уште не знаеме каде се наоѓа уметноста во моментот. Значи тоа го кажува, можеме да кажам, пред 10 години, дека ќе ги најдат парчината на украдена уметност. Сепак до ден денеска овој случај не е решен и до ден денеска не се знаат одговорните краци за кражбата во музеот Гарднер. Ние не можеме само да теоретизираме и шпекулираме за тоа кој ги украл, но барем за некој време овој случај ќе остане неразјаснет. Како што кажав, секоја нова епизода на iOS секој вторник и петок во 18 часот. Овде ги имате линковите Facebook и Instagram. Заследете не, лепнете не, сабскрайбнете на нашиот канал, лепнете во видео и се гледаме во петата епизода на iOS.